Добро вечер, започнуваме со празничното издание на вечерниот дневник на Канал Плюс. Погледнете ги најавите за настаните. Денес се одбележува Меѓународниот ден на трудот, кој е резултат на демонстрациите на работниците на Чикаго и во знак на почит кон жртвите од штрајкот што се одржувал од 1 до 4 мај 1886 година. Во штипскиот култен локал Пијано бар синоќа се одбележа Светскиот ден на џез музиката. За љубителите на џезот и останатите присутни во Пијано бар синоќа џезот го доловија професори и студенти од Штипската универзитетска џез академија. Се подготвува овогодинешниот интернационален фестивал на карикатура и афоризам Пијанец 2015. Сите заинтересирани со слики и стихови може да конкурираат до 12 мај. Денес се одбележува Меѓународниот ден на трудот, кој е резултат на демонстрациите на работниците во Чикаго и во знак на почит кон жртвите од штрајкот што се одржувал од 1 до 4 мај 1886 година. Оваа година Сојузот на синдикатите во Македонија организира солидарен марш низ улиците на Скопје во чест сеќавање на борбата на работниците за нивните права. Денес е 1 мај, Меѓународен ден на трудот, кој се празнува на првиот ден од мај во знак на почит кон жртвите од штрајкот што се одржал од 1 до 4 мај 1886 година во Чикаго. Целта на првомајските демонстрации во Чикаго била да се издействува воведување 8-часовен работен ден, но полицијата употребила сила и имало жртви. Организаторите на штрајкот били изведени на суд, а 4 од нив биле погубени. 3 години по демонстрациите во Чикаго, на првиот конгрес на Втората интернационала што се одржала во Париз во 1889 година, донесена е одлука секоја година на 1 мај да се одржуваат масовни демонстрации во сеќавање на чикашките работници. Од тогаш 1 мај е државен празник во повеќе земји во светот. Во Македонија до 2006 година тој се празнуваше 2 дена, на 1 и 2 мај, но од 2007 година се празнува само на 1. Демонстрациите, мирни или поагресивни, се уште се актуелни во повеќе земји во светот. За денес во организација на Сојузот на синдикати во Македонија и Конфедерацијата на слободни синдикати најавен е солидарен марш низ улиците на Скопје во чест сеќавање на историската борба на работниците од целиот свет за унапредување на нивните права. Мотото на солидарниот марш е колективни договори, работен однос на неопределено време и сигурни плати, а целта да се подигне свеста на работниците за потребата за борба за да ги заштитат своите работнички права. Учесниците на маршот се движат по утврдена патека од пред зградата на Сојузот на синдикатите на Македонија во Скопје, покрај собранието на Република Македонија се до плоштадот Македонија. Дел од барањата содржани во манифестот на Сојузот на синдикатите на Македонија до надлежните, кои по повод 1 мај Меѓународниот ден на трудот беа истакнати на маршот на солидарноста на плоштадот Македонија од страна на синдикалниот лидер Живко Митрески. Подпишување колективни договори на сите нивоа, како во малите и средните предпријатија, така и во големите, како во приватните фирми, така и во приватниот сектор, како за работниците со сите права, така и за вработените во јавниот сектор и администрацијата, обезбедување сигурни работни места, траен работен однос на неопределено време како предуслов за мирен и спокоен живот на работниците и нивните семејства и сигурни плати за сите работници кои ќе им обезбедат пристоен живот. Ова се дел од барањата содржани во манифестот на Сојузот на синдикатите на Македонија до надлежните кои по повод 1 мај Меѓународен ден на трудот по маршот на солидарноста на плоштадот Македонија ги прочита синдикалниот лидер Живко Митрески. Маршот почна пред платото на Сојузот на синдикатите на Македонија, потоа учесниците се движеа покрај собранието на Република Македонија и заврши на плоштадот Македонија. Митрески посочи дека ќе настојуваат да обезбедат и имплементираат протокол за социјален напредок. Бараме, нагласи тој, на тамошно напредување на социјалниот диалог и вклученост на синдикатите при подготовка на сите закони за работниците во приватниот и јавниот сектор, безбедни и здрави услови за работа, побрзо разрешување на сите економски, социјални и политички кризи.
ВМРО ДПМН на сите граѓани на Република Македонија им го честита Меѓународниот ден на трудот 1 мај. ВМРО ДПМН како своји врвни приоритети ги има отворањето на нови работни места, зголемувањето на платите, подобрата здравствена и социјална заштита и повисокиот стандард на работниците. Ова е основна гаранција дека заедно ќе изградиме подобра Македонија во која трудот и работникот ќе бидат вреднувани достојно, се вели во честитката на ВМРО ДПМН. Додека некои маршираат, поголемиот дел од жителите на Македонија и источниот регион, денот на трудот 1 мај го одбележуваат со масовно напуштање на домовите и голема фреквенција на луѓе и возила, посебно кон излетничките места. Поради тоа од СВР Штип, противпожарната единица и комуналните инспектори испраќаат апели за внимателно и совесно однесување. Внимателно за 1 мај. Ке има казни за палење оган, казни за оставање отпад и возење во алкохолизирана состојба. СВР Штип предупредуваат поради масовното излегување од домовите и големата фреквенција на луѓе и возила, посебно кон излетничките места. Граѓаните пред да ги напуштат своите домови, да ги превземат неопходните мерки за заштита на домовите. На граѓаните од општините на подрачјето на секторот за внатрешни работи Штип им го честита празникот, а воедно апелира до сите граѓани, а посебно до возачите, да се воздржат од употреба на алкохол, бидејќи алкохолот е една од најчестите причини на догодување на сообраќајни незгоди, нарушување на јавниот ред и мир и други асоцијални однесувања. За време на празничните денови, од секторот за внатрешни работи Штип ќе бидат зајакнати контролите на возачите и возилата. Не дозволувајте прекумерната употреба на алкохол да ви го расипе празникот на вас и вашите најблиски. И комуналните инспектори со апел до граѓаните да пазат дека ги палат своите скари, односно на јавните површини, во парковите, во централното градско подрачје, значи не смее да се пали и да се прави скара. Исто така, кога ќе прават значи скара, кога ќе се забавуваат, да не оставаат позади себе отпадоци, бидејќи со оставањето на отпадоци, значи ја загадуваат животната средина и исто така отвараат работа на јавните предпријатија, а со тоа може да заработат и казни. И доколку лицето биде фатено на лице место кога остава отпадоци, ќе биде казнето, значи во 50 евра во денарска противвредност по законот за јавна чистота. А при палење на огнови за подготовки на скари, од пожарната единица Штип предупредуваат на крајна внимателност поради опасноста од предизвикување на пожари. Како што гледате, одоздоле е зелено, одозгоре е сува травата, значи е висока травата, таа што е сува. Значи мора да се контролира и апел до граѓаните на општина Штип и Карбинци да внимаваат како палат скари и огини. И на крајот кога ќе заврши денот, значи добро да се полее со вода, да не се направи несакана работа или катастрофа од пожари. И од општина Карбинци го честитаат денот на трудот и воено апелираат да не се палат огнови кон излетничките места, Плачковица и Баргала. Ги замолуваат сите оние кои што празничниот викенд ќе го поминат да го исчистат создадениот отпад откако ќе го напуштат местото. Советите на надлежните институции доследно ги послушаа штипијани кои на локалитетот Баргала го одбележаат денешниот празник 1 мај, заедно со најблиските, пријатели и роднини, во добро расположение со дружење и прошетки во природата. Во непосредна близина на локалитетот Баргала, дел од штипјани денес го одбележа Светскиот ден на трудот. Во друштво на своите семејства, роднини и пријатели подготвуваа скара од разни видови месни производи. Како оди скарата? Супер, супер. Убаво време, повеќе друштво, убава дружба и многу убаво. Што има на менито? На менито има мешана скара, кубасик, плескавици, се што може. Ладно пиво, салата, се има, ракија, се има. Подготвени комплет за празнување? Комплет да, некаде сме кулу пече спара и така забавуваме се. Терам издржавен празник. Додека една група го печеше месото, другата група излетници трпеливо го чекаа својот ред. Свесни дека наместо на излет треба да се на протести, сепак некако поинтересно е во друштво на семејството и пријателите. За 1 мај треба по правило да штрекуваме, значи празникот е за тоа. Треба да работничките права да ги тражиме, него ние по традиција дека си правиме скара тука. Готова ли е скара? Скарата не е готова, ама чекаме ред таму да се
има други пред нас, па ќе си направиме ние скара и ќе се замеземе и така. Тоа е. Додека возрастните ја подготвуваа храната, малите се рекреираа и дружеа меѓу себе со разни видови игри. Ние за 1 мај се забавуваме играјќи со топка, играјќи на јаже. Прекрасната природа покрај реката во близина и топлиот ден ги измами излетниците да прошетаат наоколу и да уживаат во природата под будното око на припадниците на секторот за внатрешни работи. Додека по врвовите на блиските планини се губеа последните знаци на зимата, прекрасниот пролетен ден за Штипјани значеше будење на сетилата и чувството за уживање и соединување со природата. На повеќе локации во околината на Делчево, жителите на овој град од Малечевијата со скара и пиво го одбележаа празникот на трудот. Млади и стари рекреативно во природа го поминаа денешниот ден. 1 мај се слави на традиционалниот друштвен начин и во Делчевско, чадат скари и се точи пиво. И годинава на денешниот ден преполни се излетничките туристички места, комплексите Езерце и Кулата, манастирскиот комплекс Богородица Балаклија и планината Голак. Еве денес на денешниот ден се собравме со моите другари и другарки. Ќе јадеме, ќе пиеме, ќе се забавуваме, ќе играме и тоа. Па да видиме како е, дали е добро. Се собравме за друштво, да се подружиме за пиво. И тоа е тоа. Скара ќе правиме, да, секако. И тоа е тоа. Па, цел ден, да. Денес е 1 мај, ден на трудот, се собравме за да го прославиме со дружба, со игри, со музика, да спомениме убаво. Најважно ни е од сега да бидеме заедно. И така. Што обично на софрата ќе има? Па, месо, скара ќе правиме, пиење, се. Па се собравме овде на манастирот, малку да прославиме. Скара нешто, како и обично, што се прави за 1 мај. И така. Туе собираа се печатче бапи, пиење, јадење има, друго. Повеќе млади или повеќе возрастни? Повеќе така млади додат, повеќе така постари послабо така додат. Старите додат на Ѓурѓевни додат. Топлото сончево време и поврзаниот викенд си го направија своето. Граѓаните, а во најголем број младите, безгрижно да се опуштат и да се забавуваат. Додека денес се одбележуваше Меѓународниот ден на трудот, вчера се одбележа Меѓународниот ден на џез музиката. Професори од џез академијата при Универзитетот Гоце Делчев во Штип во соодветна атмосфера ги пренесоа звуците на џезот на присутните во култниот пијано бар во Штип. По повод светскиот ден на џез музиката, вчера вечер во локалот Пијано бар во Штип се одржа концерт на џез академијата од Универзитетот Гоце Делчев. Ова е втора година поред ваков настан да се одржи во Штип. Се осеќаме привилегирани заради тоа што факултетот во рамките на универзитетот функционира веќе 6-7 година, а дури едва и втора година се организира ваков настан, односно се одбележува и во Штип, односно во Македонија, светскиот ден на џезот. Оваа година со многу подобра организација од лани и со специјални гости, некои од нив и професори на нашата академија. При одбележувањето на светскиот ден на џезот учествуваа и професорите од џез академијата пред Штипскиот универзитет. Уште во средната музичка школа во Скопје, кога свиравме, кога го имитиравме Луи Армстронг, Дизи Гилеспи и така натаму, свирав доста џез, дури и кога студирав во Париз да се издржувам, свирав џез и така натаму. Потоа мојот пат ме одведе до класичната музика, меѓутоа џезот секогаш го сакам. Нажалост, џезот многу се смени, више тие гениалните музичари, Дюк Елингтон, Кан Бези, Дизи Гилеспи, Хари Джеймс ги нема више, али тоа е така. Годинава по повод светскиот ден на џез музиката се одржаа значајни настани и концерти во повеќе градови во државата, како Битола, Охрид, Велес и Скопје. Тоа е знак дека од година во година џез музиката е се поактуелна во Македонија, а Пијано бар е еден од локалитетите во Источна Македонија, каде џезот има значајно место и се негува со гостување на повеќе џез групи неколку пати месечно. Ова е со цел на љубителите на овој вид на музика да им се овозможи почесто да ја слушаат во изведба на професионални џез музичари. Токму затоа, Пијано бар е еден од најчесто посетените места во Штип, не само од штипјани, туку и од жители на околните градови.
Предпразничните денови се одбележани со преполните продавници кои граѓаните масовно ги пулнат со цел да купат се што им е потребно за излет или ручек со семејствата. За тоа колку се задоволни од однесувањето на продавачите во маркетите, постои истражување според кое квалитетот на услугата во Македонија е на 4-то место и граѓаните на Штип се задоволни од услугата на продавачите. Каков е квалитетот на услуги кај нашите продавачи? Бираат ли продавачите пред кого да бидат љубезни или не? Според одредени истражувања направени во регионот во 2012 година за квалитетот на услугата од страна на продавачите, Македонија тогаш е рангирана на 4-то место. Купувачите од Штип задоволни од односот на вработените во маркетите. Па до сега не ми се случило, мислам оти сите се добри. Бар коректни, бар према мене, па сега према другите не знам. Пазарувам од секаде. До сега не сум наидела на такви работи за продавачите на нељубезност. Значи коректни се. Да, а за правата не си ги знам. Денес, кога сите никаде брзаат и се нервозни, особено кога во продавниците има гужва, се случува да скршнеме од основните бонтон правила на однесување. Се случува и несоодветно однесување на самите купувачи. Ја беше продавачка едно време, знам какво е. Сите се љубезни, па сега со исклучок некој има, а за мене се добри. Потрошувачите се заштитени со закон кој опфаќа широк спектар на теми, кој вклучува општа заштита на купувачот, нечесно пазарно однесување, а со овој закон се спречува измама при продажба на стока и услуги. Во тек се подготовките за овогодинишниот интернационален фестивал на карикатура и афоризам Пијанец 2015. Конкурсот е отворен и трае до 12 мај. Во тек се подготовките за овогодишното издание на Интернационалниот фестивал на карикатура и афоризам Пијанец 2015, чија тема на отворениот јавен конкурс годинава е Внимавај човек. Конкурсот е отворен до 12 мај, а жирирањето на пристигнатите творби жири комисијата ќе го врши до 15 мај. Фестивалот ќе се одржи како дел од активностите за одбележување на 24 мај, патронот на градот Делчево и денот на македонските просветители. Планираме негде жирирањето да е околу 15 мај, а фестивалот некаде ќе биде за патронот на Делчево Кирил, 24 мај, со тоа што може би ќе има поместување од ден и два понапред на фестивалот, зависи како ќе се погодат работите околу сите свечаности што се по повод 24 мај. Инаку интересот за фестивалот од ден на ден расте, а веќе се познати и дел од номинираните за животно дело. Организаторите очекуваат како се приближува и последниот рок за пријавување, така и бројот на пристигнати творби да биде во поголем обем. Номинациите ги прават предходните добитници за наградата за животно дело. Еден од номинираните нашиот познат карикатурист се Блаже Докуле. Со оглед на тоа дека сите обично чекаме 5 до 12 да ги пратиме материјалите, очекуваме најмногу материјали да ни пристигнат последните денови, но веќе имаме пристигнато од скоро од сите меридијани. Зборувам за карикатури, исто така годинава очекувам да постигнеме еден своевиден рекорд со пристигнати афоризми за овој фестивал и мислам дека ќе биде рекордно, ќе имаме рекордно материјали за овој фестивал Пијанец 2015 година. Како најава за овогодишното издание на Интернационалниот фестивал на карикатура и афоризам Пијанец 2015, а во чест на денешниот празник на трудот 1 мај, делчевскиот афористичар Миле Ѓоргиевски за публиката ги одбра следниве афоризми. 1 мај го слават некои нехумани луѓе. Во контењерите немаше ни скара, ниту пиво. Овој 1 мај ми помина без скара и пиво. Не можев да најдам двајца жиранти. И за овој 1 мај меѓу работниците владееше разногласие. На сите исто не им кркореа цревата. Бројот на жртвите од катастрофалниот земјотрес во Непал надмина над 6.000, а повредените се над 13.000. Инаку земјотресот во Непал беше со интензитет од 7,9, со епицентар на 82 км северозападно од главниот град, а земјотресната појава е на 15 км длабочина.
Во Велика Британија запаленет кокаин вреден 500 милиони фунти. Бродот Хамал, регистриран во Танзанија, бил пресретнат на 23 април од бродови на Кралската морнарница и на граничната полиција на речиси 100 милји источно од Абердин. Бил Клинтон и неговата ќерка Челси доживеале принудно приземјување во Танзанија, откако еден од 4 мотори на авионот им откажал. Поранешниот председател на САД е на африканска турнеја за проектот на неговата фондација. Со него патувале и 20 богати донатори. Пропелерскиот чартер авион сепак бил оштетен и пилотите биле принудени да слетаат на мал аеродром крај главниот град до дома. По 45 минутна поправка, авионот повторно полетал. Кинеската градежна компанија БСБ тврди дека е најбрз градител во светот, откако во Чангша направиле небодер од 57 катови за 19 работни дена. Зградата од стакло и челик во главниот град на покрајината Хунан е изградена со користење на модуларна метода. Подпредседателот на компанијата изјави дека се подигнати по 3 катови дневно. Компанијата има за цел да го изгради најголемиот небодер во светот, Sky City, од 220 катови за 3 месеци. Комитетот на вооружените сили на САД имат подготвено нацрт закон со кој се предлага да бидат потрошени уште 30 милиони долари за спонзорирање на операцијата насочена против руската пропаганда. Парите треба да ги даде командата на специјалните операции на САД. Дел од средствата ќе бидат насочени кон борбата од исламската држава. Македонскиот тенисер Томислав Јотовски не успеа да се пласира во полуфиналето на ИТФ фјучерсот вреден 10.000 долари во Шведска, откако вчера во четвртфиналната пресметка загуби од германецот Тимон Рајхтел. За Јотовски сега остана уште настапот во игра на двојки, заедно со Милош Секулик во полуфиналето против британската двојка Геб Битлис. Претходно во четвртфиналето Јотовски и Секулик беа подобри од холанѓаните, победувајќи ги со 6-4, 6-1. Кошаркарите на Црвена звезда се новите шампиони во АБА лигата, откако вчера на теренот на Цедевита во Загреб во надпреварот број 4 постигнаа и третата победа во финалето од плей-офот. Црвено-белите победија со 89-79 и со вкупно 3:1 во добиени надпревари стигнаа до шампионските прстени. И двата финалисти од АБА лигата Црвена звезда и Цедевита следната сезона ќе играат во Евролигата. Тоа беа денешните настани. За повеќе информации посетете нашата веб страна kanalplus.mk. Имајте пријатен празничен викенд.